Почитувани, измина една недела од изборниот дебакл на Филипче и СДС, со кој што спаднаа на 120.000 гласови и се трета политичка партија во Македонија и петта во Скопје. Иако по историскиот пораз минатата недела, Филипче најави реформи и кадровски промени во партијата, сепак се уште јавно ништо нема. До нас стигна информации дека Филипче имал проблем со формирање на ново раководство поради тоа што СДС поради Филипче и неговиот ментор Заев спадна на едва и 120.000 гласови. Јавно прашуваме, дали е точна информацијата дека на Филипче му одбиваат функции во СДС луѓе кои важеле за големи поддржувачи на СДС и поранешни активисти? Дали и некои од тие луѓе не сакале да бидат дел од раководството на СДС затоа што не го сметаат Филипче за нивен представник? Почитувани, ова што му се случува на СДС не му го посакуваме никому. СДС важеше за партија со историја, кредибилитет и квалитетен кадар. Меѓутоа, она што Заев, Ковачевски и Филипче му го направија на СДС се должи на ароганцијата и предавствата што ги направија. Итни реформи во СДС и оставка на Филипче. На ВМРО ДПМН му е потребна силна опозиција, а не партија без кредибилитет со Венко Филипче на чело. Ви благодарам. Повелете со прашање. Како ги коментирате зборувањата на адреса ВМРО ДПМН во врска со случајот со осомничениот од Агенцијата за ИПАР програмите и последиците за истото? Благодарам на прашањето. Всушност тоа е и доказ дека правдата важи подеднакво за сите, без оглед дали е некој од ВМРО ДПМН или од СДС. Нас ни е јасно дека на СДС им е чудно ова, меѓутоа мора да разберат дека правдата важи подеднакво за сите. Ви благодарам.